civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Јас би се осврнал кон проблемот со помалобројните етнички заедници. Не го кажувам ова затоа што треба да бидам политички коректен, не ги спомнувам помали заедници затоа што сите заедници се еднакви, но моментот е колку се тие помалобројни. Ние, како што веќе зборувавме, ние 20 години немаме попис. Ние не знаеме пред се колку луѓе, колку жители има во државата. Ние не знаеме колку пред се помалобројните етнички заедници се условно кажано едни од најголемите заедници кои што мигрираат, кои што заминуваат од државата. И јас уверен сум дека ќе испадне многу поголема бројката која што се заминати во странство, отколку што веќе живеат во нашата држава. Она што би требало да се знае е дека треба секој да се декларира така како што најдобро се осеќа. Јас гледам дека има некаков обид на некои политички структури да повторно се активираат во политичкиот живот, искористувајќи го статистичката операција како што е пописот, но гледаат можност да испаднат големите патриоти и да ги убедуваат, условно кажано, своите граѓани да се попишуваат на пописот. Тоа е малце лицемерно, затоа што во недостаток да понудат политичка програма, они ќе го искористат моментот, барем тоа е мое лично мислење, моментот за да локалните избори им покажат на своите граѓани, на условно пак ќе речам своите, да кажат еве ние како се боревме за вас да се попишете на пописот, што е основна и загарантирано право. И затоа кога ќе кажам помалобројните етнички заедници, во овој момент некако се ставени на страна. И некако да се бори пописот за две поголеми етнички заедници. И другите заедници се некако ако нешто ви дадеме. Кога зборувате за помалобројните етнички заедници, мислите на уставната категорија? И на сите други? Ќе дадам еден пример, можеби. Значи, имаме ние уставно загарантирана категорија која што без разлика на мојата етничка припадност, јас не сум бројка. Јас не морам моите права некој да ми ги ограничува или да ми ги даде според некоја статистика и според некоја бројка. Јас ако отидам утре на вработување, треба да бидам затоа што јас вредам како личност, а не затоа што сум припадник на некоја одредена етничка заедница. За жал, политиката за сега е таква, која што прво се гледа етничката припадност и ние веќе за правична застапеност на етнички заедници. Ама повторно ќе кажам, тој систем се манипулира. Ние имавме примери каде што албанци се попишуваат како македонци, македонци се попишуваат како роми и слично само за да го пополнат тој број, за да ги задоволат политичките калкулации. А вистинската бројка, вистинските луѓе не се од етничката припадност. Може би тој како припадник во моментот се почувствувал дека е припадник на таа етничка заедница, но тоа е манипулација на системот. И затоа е битно во овој момент, јас сметам дека секој што се чувствува, како што во моментот се чувствува да се попише. Ние имаме ситуација сега, еве ќе ги спомнам на пример египтјаните. Би сакал после тоа и од директорот да слушнеме дали ќе ги има во овој попис како статистичка операција. Ќе одговори на некој начин. Да, но гледам на пример притисок кон египтјаните затоа што некој ги убедува дека не се египтјани. Одредена етничка заедница им вика, ама вие не сте египтјани, вие сте ова. Ти имате политичка партија, нели? Така, но кои се тие да некого убедуваат во нешто што е спротивно? Ако тој се чувствува како египтјанин, тој треба да се попише како египтјанин. Ако некој се чувствува како ром, треба да се попише како ром.
Затоа велам дека во Се момент разбира ако сам ако сам изрази се- дека сам сака изрази така да биде желба, забележен. да, но ете например сега ние во изминативе денови знаеме дека ќе се попишува и на 7 јазици, ќе има и тоа се веројатно уставно загарантираните според преамбулата, на тие јазици ќе се спроведува пописот, што е добро, затоа што има например одредени категории кои што не разбираат доволно добро, ако например дојде некој на некој јазик зборува, не може да се изрази убаво и можеби во пописот ќе има погрешна статистика ако на неговиот јазик не му се спроведе, што е добро и го поздравувам тој потек. Друго што мислам дека е корисно за помалобројните етнички Не заедници. одговорите само колега Дехран околу тие мали лидери лидерчиња кои сакаат да ги политизираат средините во кои тие действуваат по етничка линија. Тие се подготвуваат за избор или наредни си го градат рейтингот? Кој е вашиот впечаток или сознание? Веројатно според тоа например како настапуваат како лидери, дека биле некогаш нешто, правеле нешто за одредена категорија. Како да е предизборна атмосфера, да, а не пред и пописот. потоа вика ние почнуваме кампања за пописот. Каква кампања почнувате за пописот? Не е пописот кампања, пописот е статистичка операција. Значи не можеш да кажеш ние почнуваме кампања за попис, затоа што тоа во самиот збор кампања веќе навестува дека е некаква политичка позадина. Пописот треба да е статистичка операција, затоа што ако например во одредено место претходно живееле помалу бројни етнички заедници, во тоа место например да кажеме 95% биле бошњаци, еве да речеме. Но 20 години немаме статистика. Не знаеме сега, например, претходно имаше потреба за 10 паралелки, учеа деца. Сега, например, со миграцијата, можеби таму има 3 паралелки останато. Можеби во тоа училиште се учеше само на македонски Тоа го јазик. потенцираше и градоначалникот Да. на Скопје околу потребата на локалното население и да се видат неговите потреби и да се види сликата реална која е на теренот каде што луѓето живеат и екзистираат. Токму тоа, значи потоа ќе имаш например, еве пак ќе речам, ако например во тоа училиште се учеше само на македонски јазик, со овој попис ќе се даде дека 95% има дечиња што учат на албански, ромски, турски, бошњачки јазик, потоа самата држава ќе треба да направи стратегија дека таму треба да воведе мајчин јазик на бошњачки, на турски, на ромски, да не е примерен јазикот на Миграциите и флуктуациите си го прават своето, нели статистиката ќе покаже веројатно. Затоа сметам дека е битно овој момент за помалобројните етнички заедници да не го бойкотираат пописот и сметам и досега не видов такви побуди, такви повици за помалобројните етнички заедници, иако во делот политичката структура која што повикува на бойкот и на некакви пописи да се поништи законот за попис, има и припадници на помалобројните етнички заедници во таа коалиција, но самата коалиција, тие припадници не повикуваат. Само да разјасниме нешто, ќе ни помогне и директорот Симовски тука околу терминологијата бойкот. Бойкот за попис е невозможен. Значи тоа е законска категорија, тоа не се ни референдум, не е ни избори, значи не е слободна изразена волја, тука е законска волја и секој мора да учествува во тоа. Тука нема отстапки. Да, но на пример ние на терен кога правевме анкета со граѓани, значи имаш спремни граѓани кои што се манипулирани, како што спомна градоначалникот. Ќе бойкотираме, не знаат што значи тоа. Дури да бидеме казнати. Ќе го бойкотираме пописот затоа што се манипулирани дека на пописот ќе нема графа националност. Имавме ние, ако сега ми текна како што спомна градоначалникот Шилегов, ние имавме ситуација каде што пред да настапи да се активира законот за попис дека ќе се донесе, ние имавме лажна вест дека 70.000 косовари ќе бидат попишани во Македонија, ќе добијат македонско државјанство. И тоа доаѓа од високи функционери кои што се и дел од
некаква политичка структура. Ако, например, на такви лажни манипулации и лажни вести, ние во моментов се гледаме, но не го гледаме статистичкиот податок за доброто, туку гледаме политички да искористат за одредени доаѓаат локални избори, пак ќе речам, сметам дека дел од политичките структури кои што во недостаток од политичка кампања и политички понуди ќе го искористат пописот кој да нешто направиле, а тоа е нешто што нормално ти треба да се попише, а он ќе си го препише како негова заслуга, јас направив тоа да изразат толку луѓе на пописот и да се попишат. Тоа е надворот секаков. Во крајна линија податоците ќе си го кажат своето. Да. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.